Охрид доби културно-туристички водич. Станува збор за дело на Милчо Јовановски под наслов Националната установа библиотека Григор Прличев, вчера, денес и утре. Пред се наменето за странските гости на библиотеката и градот, но и за сите љубители на охридската културна ризница. Оваа книга е прва која е двојазична и е наменета претежно покрај македонски и англиски текстови и зборуваат за животот и делото на Прличев, за знаменитостите кои се поврзани со него во нашиот Охрид и се разбира уште малку испаѓа и како еден мал туристички водич, затоа што во него се содржани најглавните, да речам, поменици од сакралната православна вероисповест, но потоа и католичката и исламската, се разбира за оние кои што се наоѓаат во нашиот Охрид и ќе биде вистинска читанка и истовремено мал туристички водич. Книгата представува значаен придонес во современото проучување на Прличев, книжевната историја и културната меморија на Охрид. Книгата излегува од оние рамки на класичен роман или класична приказна, оди во светот на така наречени бедекери. Според Карл Бедекер од пред 200 години првиот водич, испечатен водич за туристите. Заради името на Карл Бедекер сите облици на промоција на одредена дестинација се викаат бедекери. И авторот Јовановски навлегол во таа проблематика да ни една за нас многу позната приказна за најголемиот деец од меѓу охриѓаните навлезе во она категорија читатели кои би биле потенцијалните туристи. Така да ова штиво е посветено на нив. Инаку како продолжение на ова издание ќе има и документарен филм посветен на Прличев, кој се подготвува и ќе биде примерно прикажан во рамки на културната манифестација Прличеви беседи. Ова дело беше промовирано во рамки на програмата за одбележување на 8 декември, денот на Свети Климент Охридски, патронот на градот. Нина Ритоновска, Сител телевизија.